Почитувани граѓани, почитувани медиуми, за бизнис интересот на Мицковски во енергетиката нема граници. Ниту црната листа на САД не е пречка. Кога Мицковски вели дека децении е спремен да чека, еве ја позадината. Антикорупцијскиот тим на СДСМ открива уште една алка во мрежата на Мицковски и Министерката за енергетика Божиновска. Додека државната ЕСМ генерира загуби од над 100 милиони евра годишно, увозот на струја расте, а граѓаните плаќаат поскапа струја, власта тера црни бизнеси. Сања Божиновска подготвила бизнис со контроверзниот црногорски бизнисмен Миодраг Давидович Дака, човек кој е на црната листа на САД поради сомнежи за перење пари, поврзаност со криминални организации и офшор бизнеси. Компанијата на Давидович Дака, Хронос Сум, од јануари годинава, Божиновска ја ставила во годишниот план за изградба на енергетски објекти за 2026 година, објавен од владата. Истражувањето на АКТ покажуваат дека Хронос Сум е дел од офшор мрежа со сопственост која се движи од Црна Гора преку Панама, па повторно назад. Класичен модел на прикривање на вистинските сопственици и потекло на капиталот. Оваа фирма подседува над 900 хектари земјиште во Штипско, наменето за изградба на фотоволтаични централи. И од тука почнува приказната. Хронос Сум ја има основано компанијата во мај 2015 година, а веќе во август истата година, кога е ДПМН на власт, купува 900 хектари земјиште во напуштените штипски села Јамуларци и Скандалци за изградба на фотоволтаици. Следната, 2016 година, сопственоста се префрла на панамската офшор компанија Адастра Груп. Од тогаш до сега, компанијата нема започнато никаква градба. Очигледно, ова е нов почеток на старите бизнис шеми. Бараме оваа одлука веднаш да биде поништена, а јавното обвинителство да отвори предмет и да го истражи овој случај.